Поштовани гледачи, добар ден. Од овие снежни инсерти ја отвараме денешната емисија со која ќе правиме еден пресек за состојбите во земјоделството. По лозовите плантажи зад мене може да претпоставите се јавуваме од тиквешијата и нашата главна тема ќе биде посветена токму на состојбите во тиквешијата, на сите проблеми кои што настанаа оваа година. Тука, според некои мерења, во некои региони до минус 27, минус 22 температура се има симнато, направени се големи штети според некои проценки, кај позначајните сорти како што е вранецот, кој е едно од масовните сорти, преку 50% ќе биде измрзнувањето, една како генерална слика. Но се зависи од локација до локација, дали било микролокацијата подготвена за зимување, дали се наоѓа во некои депресии, но она што ќе го видите во денешната емисија, оваа година стручњаците според анализите кои ги правиле, дури и на ридовите каде што не очекувале дека ќе има, дури таму на високите места имаат голем, исклучително голем процент на измрзнување. Велам, денешната емисија ќе биде посветена на овие состојби во лозарството со препораки од стручни лица што да се прави онаму каде што не се скроени лозовите плантажи. Постои можност за корекција на пролет, постојат начини како тоа да го направите, експертите дури препорачуваат двојна резидба, да се направи една резидба каде што ќе се остават повеќе начини на шанси да кога ќе правите втората резидба, да тогаш да видите што потерало, што е во родна состојба, што ќе даде род, тогаш да се прави втората и позначајната корекција. Велам, постојат шанси онаму каде што не е скроено, но сепак оние што имаат скроено насадите, таму ќе нема многу место за корекција, сепак тој процент е многу помал. Какви се состојбите во лозарството, ја правиме сликата од денешната емисија, а за денешната емисија правиме една исклучително ретка репортажа со која што ќе ви презентираме за прв пат во Македонија произведените плаво и зелено вино. Македонија веќе на некој начин може да се рече дека е рамо до рамо со светските сили, вакво плаво вино, веќе големите светски вински сили полека излегува со вакво вино на пазарот, веќе станува соевидна атракција, а ние го забележуваме кај ентузијасти кои што за своји мали количини, за своји потреби покажуваат дека умењето и техниките и знаењето околу производството на вино ги владеат во целост и за нив буквално не постои тајна во лозарството. Во денешната емисија правиме пресеки на други значајни теми. Тука е онаа програма со која што искочи Министерството за земјоделство, со која им дава готови проекти на земјоделците во пресрет на ИПАРТ програмата за изградба на штали. Тоа се готови целосно проекти. За сите детали во денешната емисија ќе во поширок обем ќе информираме. Од Струмичкиот регион состојбите таму јавуваат дека исто така имаат големи проблеми со натрупаниот снег по пластениците. Таму препораките се што поскоро и што почесто да се чистат пластениците за да немаат проблеми со искинати најлони, со дополнителни трошоци за напролет. Почнуваме со првиот наш блок, тоа се агровестите. Година во откупот на тутунот оди со забрзана динамика. Иако сме на половина од крајниот законски рок, односно од 15 март, до кога мора да заврши откупот на тутунот, 9 откупувачи досега веќе имаат преземено 17.600 тони тутун, односно речиси 90% од очекувањата за годинашната реколта. Постигнатата просечна цена е 193,8 денари по килограм, а според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 90%, или досега се исплатени околу 50 милиони евра кон тутунарите. Снежните врнежи донесоа големи главоболки и предизвикаа штети кај струмичките раноградинари. Од тежината на снегот не само што испукаа најлоните на пластениците, туку има фолии каде конструкцијата е уништена. Кај дел од градинарите штетите се проценуваат на десетина илјади евра, само кај еден земјоделец. Голем дел од градинарите имаат проблеми и со мрзнењето на расадот, што ќе се одрази и на текот на производството. Земјоделците поправаат она што може да се коригира, но бараат и помош од државата за да се нормализира производството во овој регион. Светската здравствена организација ги повика сите држави внимателно да ја следат ситуацијата со избивањето на птичиот грип и веднаш да информираат. Од Македонската агенција за храна и ветеринарство соопштија дека во Македонија нема птичи грип. Будно се следат состојбите со болестите во соседството во Бугарија, Грција, Србија и Црна Гора, како и во Европа.
На координативниот состанок на Националниот центар за контрола на болести со представниците од 15 релевантни институции биле разгледани сите можни сценарија при евентуална појава на болеста, како и начинот на делување за справување со птичиот грип. Нова блокада од грчките земјоделци на преминот е в зони Богородица кон Македонија е се поизвестна, како што се интензивираат земјоделските протести во Грција. Според информациите од грчката информативна агенција АП, земјоделците размислуваат да се блокира привремено преминот в зони на македонско-грчката граница, како и преминот кон Бугарија. Земјоделците со овие нови блокади го изразуваат својот револт кон новите мерки за штедење и владината политика, со која се укинуваат некои од бенефициите и даночните олеснувања за земјоделскиот сектор. Веднаш по блокот Агровести со една актуелна тема која што во пресред на објавувањето на ИПАРТ 2 огласот кој што е најавен за месецов, Министерството за земјоделство ги изготви и за земјоделците бесплатно ќе им ги нуди готови типски проекти за изградба на фарми. За што станува збор повеќе во престојните неколку минути со сите детали. Министерството за земјоделство изготви 27 стандардизирани инвестициски проекти за изградба на сточарски фарми, мандри, силоси за подигнување на овошни лозови насади, со кои земјоделците ќе можат без проблеми да аплицираат за средства од ИПАР 2 програмата и програмата за рурален развој. Типските проекти се бесплатни и може да ги добијат сите заинтересирани земјоделци, а електронски проектите ќе бидат доставени до подрачните единици на Министерството за земјоделство. За изготвување на еден ваков проект е од некаде 5 до 10.000 евра. Сега замислите вие некој земјоделец за да направи еден ваков проект да даде 10.000 евра и не знае дали ќе го добие. Практично ние сега со 10.000 евра може 100 земјоделци да го користат. Значи помагаме на земјоделецот да не дава бари за изготвување на ваков проект, бидејќи тој самиот не знае дали истиот ќе му биде одобрен. Значи ќе направи проект, ќе даде пари, истиот може да ќе биде одбиен. И затоа луѓето не ги прави овие проекти. И нема и пари. Сега замислите вие 10.000 евра да дадете за еден проект за краварска фарма, не знаете дали ќе ви биде одобрен од страна од огласот, односно ДИПАР програмата. Проектите ги содржат сите потребни елементи за изградба на една фарма и за подигнување на насад колку ќе чини целата инвестиција. За сточарите се изработени 15 проекти за отварање мини фарми, за 10 и 20 маторици, за 30 и 50 гојни грла говеда, за 10, 20 или 30 молзни крави, за 10 или 300 молзни кози, за 100 или 300 молзни овци, како и проекти за мандри и за типски фарми за бројлери од 250, 500 и од 1000 метри квадратни. Овие проекти ќе бидат бесплатно доставени до секој земјоделец кој што има интерес за да конкурира дали на ИПАР програмата или за програмата од рурален развој. Истите овие проекти ќе бидат во електронска форма доставени до подрачните единици и секој, како што рекол, заинтересиран земјоделец може бесплатно да ги подигне. Со тоа што ќе имаме евиденција кој подигнал и кој проект го подигнал. На земјоделците на располагање им стојат и 5 изработени проекти за лозови насади од винско грозје и од трпезно грозје, на шпалирен систем за лозов насад од трпезно грозје, на одрински систем на одледување, за воспоставување систем за наводнување капка по капка и за воспоставување заштитни мрежи на лозовиот насад. Пред се овие проекти ги направивме за ИПАРТ 2 програмата, која што очекуваме во наредните денови да биде објавени огласот. Како што знаете дека таму имаме на располагање 60 милиона евра, каде што кофинансирањето ќе биде 60% од ова програма. Знаете дека тука во врска со ИПАР 2 програмата, кој што ние сакаме тука да ја повеќе форсираме неа, дека ние воспоставивме гарантен фонд за хипотека која што ќе ние обезбедиме од 50%, ние имаме 25 милиона евра на располагање. Исто така знаете дека до 500.000 евра инвестиција, каматата 50% ние ќе му ја субвенционираме.
Така да, еве сите овие мерки ги преземаме се со цел на молестиме на земјоделците. Како дополнителна помош ќе се формира тим од 80 агроинженери кои ќе имаат задача бесплатно пред да одите да конкурирате за ИПАРД, тие да прегледаат и ако нешто недостига да ви укажат и да ви помогнат да го обезбедите. Ако се земе во предвид интересот за ИПАРД 2 од терен и ваквата директна помош за сведување на аплицирањето на едноставен начин, без проблеми и добивање, тогаш оценката од Министерството е дека 60 милиони евра ќе бидат во целост искористени, дури и недоволни. Од срцето на тиквешијата, главната репортажа за денешната емисија посветена на состојбите во земјоделството, состојбите со измрзнувањето. Еден од поголемите агрокомбинати кој тука функционира со преку 800 хектари на своите плантажи кои што се буквално распространети во сите региони низ тиквешијата и буквално може да направат една слика за состојбите. Разговараме со првиот човек на АД Гоце Делчев од Тиквеш, со господинот Милев, за тоа какви се нивните сознанија од нивните лозови плантажи, прави анализа на своите површини, колкав е процентот на измрзнување, какви се препораките и каква е сликата за состојбата во тиквешијата. Лозарите од Тиквешијава на голема мака. Ќе се чека да се стопли времето па да се види колкави се точно оштетувањата на плантажите, па потоа ќе се размислува како да се скројат за да се спаси нешто од оваа година. Но додека лозарите со помали плантажи можат да тактизираат и да чекаат, оние поголемите производители и компании ниту време за одложување на резидбата имаат, ниту пак можат да чекаат за да видат колкави се измрзнувањата. Тие веќе се по плантажите, земаат примероци од секоја парцела и од секоја сорта. И полека со скалпер или жилет, папка по папка ги сечат врвовите за да видат според бојата колкав е процентот на измрзнување и да одлучуваат што понатаму. Токму затоа од нивните анализи од терен се добива и реална слика за измрзнувањата на тиквешијата уште сега. Имавме температури почнувајќи од 6 па цела недела траеше некаде од 18 до минус 22 имаме температури измерено. Температурите беа денските беа на минус 10, а ноќните беа до минус 22 и 20. Така да се тие температури направија големи штети, не кај сите сорти, али кај одредени сорти. Најповеќе настрада сортите кардинал, потоа вранец, афусали и рибиер. Поотпорни се покажа ризлингот. Да, најотпорни се ризлингот, шардонето, кабернето, мерлото, па дел и бургундецот добро помина оваа година, а овие 4 сорти што ги спомнав се во катастрофална состојба. Дали зависи од микролокацијата или годинава имавме и таков феномен, да не само оние насади што се во дупките, во депресиите, да и на повисоките места, што покажуваат анализите, вие имате практично лози и во секакви ситуации. Па овака, до пред некако како клише важеше до порано, дека на повисоките места температурите дека се или проветрувањето, или оваа година не е испадна така. Ние имаме најголеми штети на повисоките локалитети. Например, локалитети Фаришки, што имаме 450 надморска висина, имаме на вранец измрсување над 80 па до 90%. На прашање, тамо си и помошните папки измрзнате, прашање дали уопште ќе развие на горе на лозата или ќе биде откорено од развивањето таму. Додека на понискиот дел имаме оваа година нешто подобри, да речеме, во делот на Трстеник, таму температурите дали беа 2 степена 3 пониски за разлика од Фариш, пошто е таму повисоко, таму мрзнењето е 60, 50, 60%, а вамо е 90%. Така да тоа за ова година не важи. Еден парадокс имаме. Добро, вие сте големо предпријатие со големи површини, нема време за чекање традиционалното закројување да почне на 14 февруари, вообичаено
тоа почнува штом ке дозволат временските услови, колку од тие насади што не се искроени сега умешноста на кројачите ќе можат да надополнат. Тебе кој е советот и до некој, вие сте сепак и постручни, до некои други лозари, што може да си помогнат откако ќе увидат дека со резидбата може нешто да се коригира? Овака, ние до нова година нашите насади беа искроени на 50%. Значи пола од 800 хектара 400 беа искроени, уште 400. Сега овие анализи што ги правиме на мрзнењето, пошто се процентот е голем, сега правиме анализи, секојдневно сме на терен, земаме анализи, испитуваме и моментално кроиме на сортите, да речеме поотпорните сорти, овие што не се мрзнати на шардоне, уште траминец, темјаник, совиньон, кои што имаат мало оштетување или незначително. Земаме анализи на вранец, кој што не е кроен, земаме анализи од афосали и одиме сега одбираме на анализите танки ластари, филизи и од анализите испаѓа дека филизите се сега се поздрави и треба да се крое, да си каде ќе се најде филис, да се остави, да не се бира дали ќе биде малку понапред или поназад на лозата, да се очекува, мислам да се земе некој род оваа година, па после до година тоа ќе се коригира. На танките ластари измрзнувањето ипак се малку поотпорни, макар што и оваа година и тоа не е некој големо правило, али филизот е најдобар оваа година, мислам по анализите најдобар е филизот и и ќе препорачуваме поготово на сорти кои што има филизи да одат на филизи луѓето за да ги покријат трошковите. Година како што не би сакале да ни се повтори. Овака, наша генерална оценка е дека ние 50% овие сорти родот е изгубен. Генерално во тиквишијата на вранецот, на афосалето, на смедеревката, на рибиерот и кардиналот. Тие сорти 50% родот е заминат. За да добиеме слика за измрзнувањата во теквишијата, за сериозноста на проблемот, но и да слушнеме стручно мислење за препораки што понатаму и како да се кројат планови за предстојната резидба, да се спаси родот и да се помогне на лозата, појдовме до Средното земјоделско училиште во Кавадарци Ѓорче Петров. Тука науката има директен спој и со практичниот дел, и од површините кои тие ги работат, заедно со учениците, најдобро се следат состојбите. Поледелците воопшто не треба да бидат загрижени, но состојбата во лозарството на места ќе биде и катастрофална. Снегот за во овој временски период доста поволен, значи за јачмот, бидејќи значи еден вид покривач го штити од измрзнување. Така да кај нас барем за нашите услови горе на економијата ние имаме негде околу 6 хектари површина, немаме. Сметам дека нема некои измрзнувања. Мислам дека ќе биде добро. Ќе биде добро. И сега тоа ќе кажат после кога ќе се крене. Значи с него ќе кажеме дали во кој период, како, например, до кој дојде, до кој степен. Како се одрази врз лозовите плантажи, имаше температури под -20? Па имаше една вечерина имаше околу -21 степен, така да има измрзнување. Измрзнувањето негде различно е на различните бидејќи ние имаме околу 8,5 хектари површина под лозов насад, различно се некаде процентите варират некаде од 48 па до 50%. Некаде смедеревка само има горе на еден дел околу 60% измрзната. Црното видео годинава ќе се пие помалку, оти грозјето може да биде дефицитарно. Вранецот, кај најзастапена сорта од црвените сорти, годинава е најпогодена и е најчувствителна на студот. Прагот на издржливост е далеку под границата до која се симнаат температурите годинава, но сепак има шанси како да си помогнат лозарите со така наречената двојна резидба. Па снегот нема никакви проблеми од снегот. Снегот само е корисен и за поледелските култури, корисен и за овие лозовите и овоште насади, меѓутоа ниските температури се апсолутно може да нанесат штети и нанесува веќе штети на лозовите насади и на некои овошни видови, не на сите, но на некои ќе спомнеме кои. Првен за лозовите насади да кажеме, обично вообичаено е да кога ќе паднат температурите под -15, значи -18, -20, по случајот -21, мислам беше најниска температура, една ноќ падна и веќе има измрзнување на окците, на папките.
Тие измрзнувања, измрзнувањето зависи од повеќе фактори, процентот на измрзнувањето. Обично се движи тука меѓу 20 и 18%, меѓутоа во ниските места, ниските локации со мала надморска височина и депресивни локации, па и 100% на некои сорти. Зависи од сорта, например, сорта кардинал, сорта вранец, потоа рибиеро, меша од трпезните рибиеро, кардиналот, рибиерот, вранецот се осетливи многу на ниски температури. Се покажа дури оваа година видовме дека Викторијата е прилично подобра во тој поглед. Од трпезните таа веќе и број 1 стана. А додека од винските сорти една од најосетливите е вранецот, токму вранецот која што е сорта број 1 во Македонија од црните сорти. Не е една најзастапена, без конкуренција е најзастапена вранецот и е доста квалитетна како сорта. Но таа е осетлива, веќе на минус 16 почнува да мрзне, меѓутоа, најотпорни се, потоа смедеревката негде почнува од минус 17, но реков тоа е релативно кажано. Сепак, во апсолутна смисла, најотпорни се ризлиниците, двата ризлинга, рајнски и италијански ризлинг, семионот исто така, потоа се каберне совиньон, дока и тек почнува да мрзнат под минус 18, а ризлиниците и до минус 20, минус 21 издржуваат. И мислам дека штетите кај нив ќе бидат многу мали, а на повисоките локации ќе бидат и скоро незанемарливи. Од многу фактори зависи каков е процентот на измрзнување. Може ли нешто лозарот да направи пред да настанат ниските температури? Зависи ли од тоа кога се последни наводнувања, прихрана? Да, ќе кажам да се по нешто. Зависи точно тоа. Зависи, еден од факторите е сорт. Меѓутоа, зависи од локацијата. Друго, многу е битно и џубренето. Ако се форсира многу со азот во текот на летниот период за да биде појадро, гроздисто и така натаму, азотот ги прави понежни клетките, измрзнувањето ќе биде поголемо. Трето, ако намерно за да теже повеќе гроздисто, бидејќи кај нас многу не се плаќа по шеќерни единици, повеќе се плаќа по тонажа, што не е во ред. Таму кај што има наводнување непосредно пред бербата, значи закасати наводнување кои ја продолжува вегетацијата, исто така го причинува поизразито и поголемо измрзнување на папките во вакви случаеви. И многу битна работа е како е лозата припремена за зимување, односно како е завршила вегетацијата. Среќа оваа година беше што неверојатно добро завршување на вегетацијата имавме кај виновата лоза, бидејќи немаше врнежи после бербата, имаше некои во бербата, после немаше врнежи. Лисјата паднаа дури таму почетокот на ноември, значи заврши до крај вегетацијата, клетките обезбедија доволно гликоген и други хранливи материи со не многу вода во нив. Тоа е одлична работа. Друго, немаше влажен воздух, немаше врнежи пред овие ниски температури. Првен падна снег и веднаш после тоа се изјасни и паднаа тие ниски температури, меѓутоа воздухот немаше таква влажност и тоа исто, така да сите тие околности овозможија да мрзнењето не беше толку колку што ние очекувавме. Мрзнењето е помалку од очекуваното. Значи многу фактори влијаат, но добро завршување на вегетацијата овозможи да биде помало мрзнењето отколку што ние очекувавме со овие ниски температури. Инаку ниски температури од минус 21 во трајање од повеќе од 5-6 часа и влажен воздух, предходно лошо завршена вегетација, да речеме предвремено паѓање на листовите, можеше да биде катастрофално да бидат последиците. 100%. Како можат сега на терен секој што има лозов насад ќе појде до своите лози да прегледа, да види каква е состојбата? Како можат вака визуелно да направат некаков преглед, да видат? Постои ли некаков начин? Вие како правите прегледи, колкаво измрзнувањето за да знаат? Постои начин. Сега најдобар начин е да речем да се соберат од лозијата од различни места ластари, зрели ластари и да се стават во вода на собна температура, да развијат, да се види кои папки ќе развијат, кои не. Меѓутоа, ние тоа го правиме многу поедноставно и побрзо. Неколку дена после мрзнењето се оди со жилет или со калемарски нож, се врши надолжно сечење на папките, на оксата. И сега тоа сечење може да се видат и главната папка и споредните. Обично тие се 3 или 5 може да бидат, трите обавезно се гледаат добро. Може некогаш измрзната главната папка, не се измрзнати споредните, ќе потераат тие. Меѓутоа кај поголем број од сортите споредните папки не даваат род. Може кај некои многу родни сорти како што е Викторијата или Смедеревката ќе дадат род, меѓутоа
ако е тоа се работи за мишел или слични сорти кои што не се многу родни, кардиналот исто и тој дава род. Значи и тие може да дадат род, а кај повеќето сорти не даваат род. Значи со пресек се прави, со жилет или со калемарски нож може да се види дали е зелена или после неколку дена, ако е измрзната, поготово главната папка, тоа личи како карие со зап, знаете како се поцрнета и таа нема што се таа е измрзната. И на тој начин е ви ова анализа што ние ја правевме горе, на тој начин е правена со жилет, се сечени папките надолжно и се гледа колку се измрзнати. Сега тука има дали е измрзната само главната папка, главната окса дали е измрзната, дали и споредните се измрзнати. Да, меѓутоа поточно е ова што реков да се остават да развијат папките на собна температура. И сега зошто го правиме овие анализи? Ги правиме заради резидбата. Тие што веќе имат извршена резидбата, таму може за корекции нема. Ама таму кај што не е извршена резидбата, можно за корекции секако дека ќе има. Да не заборам да кажам дека многу битно е при резидбата да се кои ластери се оставаат за лакови, да речеме. Никогаш кога има вакво мрзнење, не треба да се оставаат најдебелите ластери за лакови. Тука треба да се оставаат лакови потенки или евентуално со средна дебелина, но не дебелите. Дебелите сегаш измрзнуваат први. Оксата кај дебелите измрзнуваат први. Тоа го покажува и праксата, тоа го вели и науката. Веќе ние го знаеме и теоријата и праксата, тоа го покажува дека дебелите ластери првен оксата мрзнат кај нив. Како совет при резидбата? Значи при резидбата за лакови да се оставаат с потенки или средно дебели ластери, да не се остават најдебелите. Тоа е едно. Друго, сега на врвот ластарите најмалку мрзнат, бидејќи таму се и потенки. Во основата повеќе мрзнат. Меѓутоа нам ни требаат токму оние првите окса што се во основата на ластарот, и тие, бидејќи од таму треба да се обезбеде и замена за наредната година и така натака. И сега што може тука да се направи? Да се остават, да речеме, 2, евентуално 3 лака, но да се остават поголем број кондири и кондири тоа се на 2 окса или резници на едно окце, што се блиско до главата и од едната и од другата страна, значи на двата крака. И после тоа, кога ќе развијат окса, тоа се гледа кога ќе развијат, да се изврши прекројување, да се изврши таму каде што има потерано повеќе од колку што треба, значи да прават 2 рези, 2 пати резидба. Тоа што втората резидба ќе биде многу лесна. Таму нема вадење на ластери, нема ништо, едноставно може само со едната рака, со маказата да ги отстранат вишокот на кондири, например. Така да остави два да види дали двата ќе потерат. Ако потерат двата ќе го изфрлат. Остават, ако можат и 5-6 кондири да остават. 5-6 кондири нека остават ако се блиско до главата, со цел да се види, да се обезбеди некој род нормално. Поготово е вранцот, например, тој раѓа и кондирот и лакот се раѓа. И ќе се остават 5-6 кондири и 2 лака нека се остават. Лаковите колку ќе родат, ама кондирите после тоа, ако не е измрзнувањето големо, после тоа многу лесно се прередуваат кондирите, ќе се остават толку колку што има потреба. Ама ќе мора 2 пати да се влегува на резида. Тоа воопшто не е тешко, али е практично. И јас такво нешто препорачувам, значи таква резида, кај што е можна корекција. Корекција е можна секаде, каде што не е 100% измрзнувањето и каде што не е извршена резида. Ако е извршена резидата, можности за корекција нема. Тоа што останало, тоа и ќе развие. Поголемите комбинати немаат многу избор, они мора да направат. Поголемите комбинати, ама и сега има и приватни, мислам индивидуални земјоделски стопанства кои што имаат многу големи плантажи, тие мора веќе половина и повеќе има извршена резидбата, мора да почнат веднаш после паѓањето на листовите, после завршување на вегетација почнуваат со резидба. Се погоди неколку години наназад имавме топли зими. Многу години наназад, повеќе од 10 години, негде 2001 или 2002, така мислам дека беше 2001 беше година кога паднаат волку ниски температури и од тоги немаше паднато. Дали тука влијаат, јас свака сум повозрастен, сум ги анализирал, мислам дека влијание на ова имат и така наречените сончеви пеги. Тие се јавуваат во интервали од по 10,5 и 11,5 години, не ме фаќате за збор, мислам астрономски така некако беа тие сончеви пегли и ерупции на сонцето. Мислам дека бидејќи нели долго време 60 година веќе одам, приметив дека забележав дека 10-12 години нема измрзнување, после еден период од 10 години има и неколку пати, че една пример има понеготвено некој лози, знам од 10 години ми измрзна 3 пати и 2 пати делум, така околу 50%, а после тоа и околу 12 години немаше никакво мрзне или 13, така нешто, сега пак почна, оти едно мрзне имаше пред
една или пред 2 години беше нас не за малку не фати, ја фати Србија, Бугарија тука околината, че почна а веќе тоа беше времето на сончевите пеги, кога во таа зона беше. Мислам дека има и тоа големо влијание. Јас така барем мислам. Тоа само за крај една оценка и за овоштарскиот дел, кои сорти се во овој крај имате доста околу Росоман, претежно праската. Само имаме и доста јаболка. Горе во подножјето на Кожу, сите села кои што предивно се иселени, меѓутоа луѓето има сега пат, струја, има и веќе посадија доста и јаболка таму, има и крушели пред се јаболка има. И успешно ги огледуваат тие. Таму видите кај овошето различно е. Она овоше што е континентално, да речем така, како што се јаболките, крушите, па и праските, иако се медитерански, да речем, на таа медитеранска клима се главно праските, нема измрзнување во овој период, нема да има измрзнување, праските че има нешто, меѓутоа таму неколку проценти да се оплодат од сутрите ќе дадат доволен род, бидејќи таму има приредување, поготово ако е рамномерно тоа мрзне, ама мислам дека ќе нема некои измрзнување. Измрзнување че има на оние чисто медитерански овоше кои што покасно почна да се садат кај нас, например, че има измрзнување кај смоквата, че има измрзнување маслинки се садија во оној дел до Иран, Гевгелиево, Ландово, кај маслинките че има измрзнување, кај јапонската јаболка че има измрзнување, сигурно, значи смоква јапонска јаболка, кивито, киви веќе и тука некои на овие ниските райони насадија има доста киви, кај нас и во Кавадарци, во Кавадарчето околија. Исто така, иако сорта Хейвор, да речеме, како застапена, до минус 18 издржува, меѓутоа сигурно че има последици на кивите, кај они најлошо ќе биде кај младите киви, кои што не ги завиткале стеблата, че им измрзна стеблата, че мора наново да ги формира стеблата. Кај постарите, че измрзнат само едногодишните леторасти, само леторасти се користи терминот. Тие овоше че има измрзнување, може да биде некаде и 100% измрзнување, па да ги формираат наново и така. Додека кај другите, кај јаболките, крушите, праските, тие мрзнат во цветот. Тоа е некаде околу Благовец, почетокот на април, знаете кога е. А додека бадемите, например, тие кои што рано цветаат, тие мрзнат уште во текот на во втората половина на февруари, тие порано цутат и тука ако паднат температури под 0 веќе ризикуваат измрзнување. Кај сиите исто тука се многу рано цветаат. Има некој, да речеме, скопска рана, може до кај минус 2 да издржи месечине. Инаку овде најзастапена сорта од кај сиите Роксаната и Дачијата месечине се најзастапени. Роксаната нема под минус 1, ако падне под минус 1 во сутот, веќе тие мрзнат. И овие маđарските сорти, ама тие не се баш многу, тиквишијата не е најпогодна за маđарските сорти, за овие унгарските сорти, тоа се пред се кечка, мечка и овие маđарска најдобра и така натака. Не се баш за овој регион. Тука овие се. Инаку кај сите би биле многу пораспространети кога не би било тоа мрзне, меѓутоа многу често измрзнуваат во цуток. Значи тоа е критичниот момент за нив и за ова другото континенталното овоше, додека за медитеранското овоше што тоа е субтропско практично клима, меѓутоа медитеранска сепак е поблага, да речем. Така тие че има измрзнување таму, апсолутно че има реперкусии, негативно се разбира од тоа. Како што ветивме на самиот почеток, една од нашите денешни теми ќе биде нешто пикантно, нешто интересно што ќе ви го презентираме. За прв пат во Македонија почнува производството на обоени вина, односно плаво и зелено вино, и во денешната емисија разговараме за целосната идеја од каде потекнува за вакво производство. Ова што го држам во рака, да не ви изгледа, да не ви се чини дека е сок, ова е вино во зелена боја, а ова е плаво вино. Секој си има свое име. Од каде идејата, кога со производство на вакво вино почна? Добро, знаете како во Кавадар сите се бават со лозарство, па лозарство провоцира и винарство, а бидејќи работам во такво училиште, научив доста од тие стручни лица таму, почнав да го правам, да се го напредувам и ова дојде како идеја уште поодамна, меѓутоа старо беше во тоа време смешно. Во тој период, како пред 10 години, кога сте го направиле прв пат, плаво или какво направивте прво?
Па плаво, зелено, пак истите нијанси во секој случај, бидејќи од тогаш ги чуквам и тие екстракти што сум ги добил тогаш. И Кога го покажавте тогаш какви беа реакции? смешно, знаеш, одбивно. Трафиме да го пробаме. Меѓутоа, еве сега, кога една светска сила во винарството, Шпанија го објави тоа, веќе стана малку посериозно. Така, јас сознание дека некој друг прави вакво во Македонија немам. Па може би пробал, може би прави, меѓутоа, еве, може би на вистина сум прво. Основата на ова вино сепак се бели вина, некоја мешавина од бели вина, така? Мешавина, ете куве на француски, ако би го проговориле, е од жилавка, ризлинг, има афус, али, муска, се што се нашло на лозијата, не би. Ова е чисто домашен производ. Што велат пријателите вака, сепак ова нели е за сопствени потреби, ова нема никакви комерцијални вредности, ова е мали количини. Што велат пријателите вака кога им го покажете, кога им го понудите? Со страф ли пробуваат? Ова поише личи на антифриз вака кога се гледа. Го сликаат, па го мирисаат, го пробуваат малку, гледаат дека е всушност вино. Значи, бојата е само визуелна. Позиција ништо повеќе. Работи за некакви хемикали или е сепак се тоа растителни работи? Не, ова е растително, органски бои, скоро 100%. Така. Некои милиграми. Верувам, рецептата е тајна. Па нормално се. Некој чува своите предпоставува, некој можеби знае, меѓутоа никој немал храброст и јас се уште немал храброст да го објавам овака, меѓутоа стана известно дека мора да се објави. Постои ли интерес кај некој од винариите? Еве гледаме на Шпанија веќе и во комерцијални цели го пројавила ли некоја винарија интерес да пушти муабет, да се распрашува, може ли тоа да се произведува во поголеми количини? Не, ја во суштина сум скромен и ова е дури многу. Сега што го објавувам, овие етикети исто моја идеја си пишува нормално дека не се за комерцијална потреба. Не мислам да ја откупи како идеја, како... Па може би виднинат, кој знае. Се зависи пазарот дали како ќе го препознае, дали ќе го бара. Да, сигурно. За ако пред 10 години кога сте го појавиле пред пријателите дека сте направиле такво вино и ако ве гледале со скепса, за некои следни 10 години го гледате ли дека ќе може да почне да се продава, да се служи по винари и по... Сигурно, сега да се разберем. Ова не е напад на винарството и на сомилиерството и се. Ова е една мала промена, едно раздвижување. Мала атракција. Да. Тоа, мислам, не би смеело да стане закана за целата наука околу виното и винарството. Белото и црвеното си за основата во винарството. Да. Тука нема дилема. И ова е во основа бело вино. Така. Каква е годината за лозарството? Вие сте и самиот лозаропроизводител, вакви ниски температури одамна немало во тиквешијата. Вранецот како најмасовна сорта овде е најосетлива практично. Да, имам јас покрај белото и црвено грозје, особено вранецот е застапен, има доста измрзнување. Значи беше во еден континуитет, една ниска температура, така да има многу измрзнатини. Изминативе 10 години некако имавме топли зими, благи зими. Често знае лозарите да се решат и прерано да го искројат. Не било ли залудно на традиција на 14 февруари дека треба да почне закројувањето? Ништо не е залудно, значи традицијата е чиста статистика. Таа знае кога и како. Знае дека може да дојде до вакво нешто. Тоа е најголемата наука која што може да постигне. Голема предност е сега кај тие индивидуални лозари што немаат искроено дека ќе можат некакви корекции. Да, може би некоја папка ќе остане здрава и жива, па ќе ни роди здравие. Убаво грозје за убави вина. Не би сакале 100% измрзнување, тоа е една мака голема, наново треба да се подига целноста, ретко кој ќе се одлучи. Многу е скап и веројатно ќе го напуштат, пресудно да биде за да се напушти. Освен тоа се ви благодарам за гостување во Вразди. Почитувани гледачи, еве, уште еднаш само да се одјавиме. Ова се првите плаво и зелено вино во Македонија. Верувам, сите ќе сакате во иднина и да пробате каков ќе им биде вкусот.
За крај на денешната емисија го прашуваме уште Ангелко Ангелевски какво време се очекува, дополнителен пат на температурите е најавен, сето тоа како ќе се одрази, новите снежни врнежи како се одразуваат во земјоделството. Разговараме со Ангелко Ангелевски од управата за хидрометролошки работи. Па добро, мислам дека во овој период температурите, минималните температури на воздухот забележани во утринските часови претежно, можда имавме некои денови кои беа мразни, значи во текот на денот не се дигнаа температурите повеќе од онако 0 степени Целзиусови, со тоа што на некој начин беа во границите на оние критични долни граници на измрзнување на земјоделските култури, особено виновата лоза и овошките, ако земеме во вид дека есенската пченица, односно сите есенски посеви се заштитени со снежната покривка која ваквите температури ја одржуваа константно, да речеме, и не се топеше или не се намалуваше. Така да ваквите услови во овој период од годината мислам дека се сосема реални и се едни, да не речам, оптимални услови за презимување. Уште еднаш ќе повторам, значи температурите не се во границите на издржливост на културите, а додека есенските посеви се заштитени со снежната покривка. Лозарите во Теквешијата веќе прават анализи, веќе пресметуваат штети и кројат планови како ќе може тоа да се поправи. Проблем беше што се задржа долг период или што ја надмина и границата на издржливоста на лозовите култури? Оваа година најголемиот проблем е долготрајноста на овој ваков период, мразен период со вакви ниски температури. Значи ние и во претходните години и порано сме имале со температури од минус 17, минус 20 или минус 22-3 степени, меѓутоа таквите температури се задржувале само неколку дена, ден или два. Меѓутоа ние веќе сме сведоци сега дека вакви температури ние имаме подолг период. Секогаш сме го земале Берово како репер, бидејќи таму се скоро вообичаено најниски температурите, меѓутоа оваа година и таму се очекуваат штети кај сливата, без разлика на тоа што коскастите видови на овошки издржуваат температури пониски, од минус 25 до минус 35. Меѓутоа, долготрајноста на целата оваа временска состојба мислам дека допринесува да се појават штети и во тој дел од Македонија, каде што вообичаено се одгледува најмногу црната слива. Критичните температури, критичните прагот на границата на тие култури практично на самиот праг се ниските температури. Може ли некакви препораки да се даде? Нема што да се делува сега во овој период? Па мислам дека во долж по Вардаријето и во Теквешкиот регион, ние според нашите метеоролошки податоци и една метеоролошка станица која имаме во Кавадарци, покажуваа дека температурите не беа драстично нешто многу пониски од оние кои се, да не речам, теоретски за обстанување на виновата лоза, бидејќи таму е како култура најзастапена. Меѓутоа во овој момент повторно се навраќаме на долготрајноста на сите овие мразни денови, со што мислам дека евентуалните штети најверојатно ги има и ќе ги има кај виновата лоза, се баш пак поради истата причина, значи од долготрајноста на овие температури. Значи таму се забележани според нашите податоци температури од минус 17 или минус 18 степени, што е многу блиску до она кој ги оштетува окцията кај виновата лоза, а додека температури не беа забележани кои би требало да ги оштетат ластарите. Меѓутоа, сепак мислам дека е се уште рано за да се утврдат штетите колкави се кај лозовите насати. Сепак со расчистувањето, малку со омекнувањето, народски кажано со времето, мислам дека ќе се отпочна и ќе се видат колкави се штетите и ќе се направат проценките. Значи, ваквото време, ваквите временски услови веќе ја разлади и атмосферата, се разлади и почвата. Меѓутоа, сепак снежната покривка си го прави своето и одржува температурата на почвата на некој ниво, кој е околу 0 степени Целзиусови, со тоа што скоро мали се разликите од изминатата седмица и оваа сега кои ги прогнозираме температурите за наредниот период. Истите ќе се движат во границите од минус 1 до 2 степени или по станици во Скопје 0, Прилеп 1, Битола 0, Демир Капија 0, Гевгелија 2, Струмица 2, Штип 0, Берово минус 1 и Крива Паланка 0.
Тоа беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Бидете со нас повторно за 7 дена, подготвуваме нови интересни теми. Дали овие негативни температури некако влијае во земјоделството дополнително, какви се проблемите во овоштарството, исто така ќе бидат обработувани во следната наша тема, во следната наша емисија. Бидете со нас повторно за 7 дена, дотогаш имајте пријатно неделно попладне.